Уште 5 кола до крајот во првата македонска фудбалска лига. 15 бодови во игра и голема борба за опстанок на неколку екипи кои се сериозно загрозени. Покрај Шкупи, многу известно е дека Македонија Ѓорче Петров ќе испадне експресно во втора лига. Лавовите се претпоследни со 24 бодови и ќе имаат најтешка задача за опстанок. Останатите екипи ќе водат трка да го избегнат 10-то место, кој исто така води кон директно испаѓање во втора лига, но со реални шанси да се избегне баражот или пак преку истиот да се бара опстанокот. Работнички е 10 со 28 бодови, следува Пелистер во бараж зоната со 29 бодови, како и Брера кој е 8 со 33 бодови. Во зоната за директен опстанок е Арсими со 35 бодови, Башкиме 6 со 37, додека пак Тиквеш е сигурен како 5 со 40 бодови. Башкими и Арсими ќе имаат за цел да ги сочуваат позициите кои гарантираат директен опстанок. Брера се обидуваат да дојдат до 7-та позиција и да имат директен опстанок. Пелистер и Работнички во трака за опстанок преку бараж или ако може директен опстанок, што ќе биде многу тешко. Во претходното коло Башкими загуби дома со 0-4 од Струга, Работнички со 2-0 го добија Арсими, направи голем чекор кон опстанокот, а исто така и Пелистер кој со 2-0 ги добил лавовите од Ѓорче. Екипата на Вардар со лото победа 0-7 го декласираше Шкупи. Мекош овие две екипи имаа големи дерби над првере, до денес сликата е поинаква. Шкендија со 1-4 го декласираше Тиквеш во Кавалерција, пак Брера Струмица загуби со 4-0 во Кратово од Силекс, а овој пораз беше пресуден тренерот Мартин Алгиозовски да се замени од Струмичкиот тим, па Брера во трката за опстанок ќе мора да назначи нов тренер.